Се продлабочува соработката помеѓу збратимените општини Делчево и Вишгород. При неодамнешната посета на нашата делегација во Украина беа дефинирани идните стратешки цели кои ги имаат двете општини во рамки на својот збратимен однос. За време на својата посета, градоначалникот Малешевски и останатата делегација проследија неколку значајни случувања, меѓу кои Формула 1 првенството на водени површини, групната венчавка на неколку млади брачни парови, откривањето на споменикот на заштитниците на градот Вишгород, а воедно ги посетија и неколкуте важни културно-историјски знаменитости на овој град. Она што е важно да се знае, истакна градоначалникот Малешевски, е импресионираноста на локалните власти од Вишгород од широкиот обем на активности кои ги презема нашата општина во насока на подобрување на некои основни потреби кои ги засегаат граѓаните на Делчево веќе подолго време. Посетата градоначалникот Малешевски ја искористи за средба со градоначалниците на Белгород, Русија или на ПА Естонија, како и представници на збратимената општина на Вишгород од Франција и градот Лорах од Германија. Делегацијата од општината Делчево во градот Вишгород престојуваше по повод 1065 години од основањето на самиот град. Општина Делчево и културно-уметничкото друштво Никола Јонков Вапцаров и оваа година го најавуваат одржувањето и чествувањето на 17-те поред голечки фолклорни средби. Покрај големиот број на учесници од Хрватска, Србија, Бугарија, Крушево и гости градоначалници кои треба да пристигнат од Измир, како главен гостин се очекува градоначалникот на збратимениот град на општина Делчево, градоначалникот на општина Борново. Во рамки на нивното гостување во нашата општина предвидено е да посетат и неколку објекти од бизнис секторот. И оваа година, како и сите години наназад, организацијата е во рамките на општината и во рамките на Центарот за култура Никола Јонков Вапцаров од Делчево. Центарот за култура е задолжен за програмскиот дел, а околу техничкото обезбедување на локации за услуги на граѓаните, околу обезбедување на непречено одвивање на сообраќајот, како и здравствено обезбедување и противпожарно обезбедување е задолжена самата општина. Во рамките на манифестацијата, покрај програмскиот дел, ќе имаме гости, делегација од Република Турција, неколку градоначалници од градот Измир, од кои главни гости ќе ни биде нашиот збратимен град, градоначалникот на Борнова. Покрај нивното учество на самата манифестација предвидено и средба со бизнис секторот, како и посета на неколку објекти од областа на бизнисот во општина Делчево. Програмата за која е задолжено културно-уметничкото друштво Никола Јонков Вапцаров ќе започне порано од вообичаено во 19 часот. Па градоначалникот Горан Малешевски и локалната самоуправа на општината повикуваат на масовна излезеност. Веќе во програмскиот дел се предвидени учеството и потврдени учеството на групите од Хрватска културно-уметничкото друштво Кут Препорот од Дуго село Загреб, потоа учеството на културно-уметничкото друштво Филип Вишнич од Рача, Република Србија, Лепи Вино од Република Бугарија и од Република Македонија учеството на групата Тоска од Штип, учеството на културно-уметничкото друштво Наум Наумовски Борче од Крушево, Љупчо Сантов од Кочани, Оркестар за народни игри и песни Оризари од Оризари, како и од соседните градови од Македонска Каменица културно-уметничкото друштво Вера Јоцич и фолклорната група Копачко од Делчево. И програмата така е направена, имаме некои новитети во програмскиот дел, така да годинава веќе имаме подготвено и програма за 7 август, тоа е недела веќе, и значи продолжуваме за 8 август ноќ спрема 9, како што е и секоја година како што тече програмата. Програмата ќе ја продолжиме некаде во 22 часот, кога е предвидено отварање на изложба на, така да речем, познатиот графичар од Делчево, Александар Белогаски, кој свое представување имаше на 28 јули во Охрид. И еве сега и ние Центарот за култура еве во рамките на голечките фолклорни средби во 22 часот свечено еве по прв пат ќе може да се представи и на делчевската публика. Ден порано пред главната церемонија на летната сцена, односно во недела со почеток во 20 часот и 30 минути, ќе настапат учесници од културно-уметничкото друштво Никола Јонков Вапцаров, а покрај нив ќе ги гледате и Препорот од Хрватска, културно-уметничкото друштво од Македонска Каменица и неколку солисти и пејачи кои ќе ги дадат белеки на онака богатата церемонија.
Откако своите ремек дела ги представи пред Охриѓани, а неговата прва самостојна изложба ја посетија голем број на домашни и странски туристи, Александар Белогаски не застанува и како што и самиот најави е пред прагот на втората своја самостојна изложба, која овој пат во рамки на 17-тите поред голачки фолклорни средби ќе се одржи во родниот град. Во краткиот разговор со Александар, тој ни истакна дека е задоволен од самиот тек на изложбата, од која произлегле многу пофалби за неговите дела. Меѓу најзабележителните било неговото наградено дело Сплавот на Александар, кое од недела ќе можат да го видат и делчевчани. Александар е трета година на Факултетот на ликовни уметности, одсек графика, а повеќето од своите дела ги работи во графичка техника линорез. Тој е правнук на светски познатиот акварелист Љубомир Белогаски, но како што вели тој, иако презимето носи предност, сепак тоа ништо не значи ако нема доволно вложен труд, а пред се тоа да биде од срце и со љубов. Инаку циклусот Еволуција кој ќе биде представен пред љубителите на уметноста е циклус за кој Александар посветил околу 3 години, а во него се вброени околу 40 на дела од неговиот творешки опус. Само ти, новиот спот на Никола Тренчевски веќе го најде своето место меѓу публиката. Никола е задоволен од самиот финален продукт, кој како што рече е снимен на повеќе локации во градот. Со оглед на тоа дека спотот беше изработуван околу 3 недели, неколку дена го снимавме на различни локации во нашата општина. 3 недели беше монтажата на целиот спот и мислам дека испадна во село најдобар ред. Ова нема да биде последно од Никола. Продолжува неговата соработка со продуцентот Дејан Георгиевски Дзене, од која ќе произлезат и други музички numери. Веќе долго време соработам со Дејан Георгиевски Дзене, еден од најдобрите продуценти кои некој сум го познавал, сум го запознал и нема да ја прекинам во никој случај таа соработка, затоа веќе е во завршен дел снимањето на новата песна, тоест преработката на мојата втора песна, Доволно добар, со сосема нов аранжман, нова музика и одредени измени во делот на текстот на таа песна. Неголема желба на Никола е негова промоција надвор од рамките на нашиот град, кој со новите идни спотови ќе резултира со многу настапи ширум Македонија. Планирам повторно во соработка со Дејан Георгиевски Дзене да излезе уште една нова песна покрај декември или ноември во тој период и ќе видиме како ќе се договориме со одредена продукција за да направиме еден поквалитетен спот кој ќе биде во можност да се врти на најголемите македонски телевизии како што се Канал 5, Сител и одредени други медиуми, па се надам дека ќе биде успешно се тоа. Со оглед на неговиот голем потенцијал и неговата желба за работа, нема сомнение дека Никола го очекува блескава кариера. Мојот филм без среќен крај, што сум без тебе, дојди пак за мине.